Благодарам, председателе, почитувани колеги и пратеници, почитувана председателка. Пред нас е извештајот за работата на Државната комисија за спречување на корупција за 2023 година. Искрено ќе кажам дека детално го прочитав извештајот и можам да кажам дека Државната комисија за спречување на корупција е светлата точка во борбата против корупцијата, и тоа не го кажувам јас лично, туку го кажува и извештајот на Европската комисија како најрелевантно тело. Но од тука ќе изразам жалење, ќе кажам дека во борбата со корупцијата не е потребно само еден дел да бидеме вклучени, односно една птица не прави јато, би рекла. Од тука тоа значи дека во борбата против корупцијата потребно е да бидат вклучени сите власти, тука мислам како на законодавната, така на извршната, така и на судската власт особено. Ова го велам од причина што особено во 2023 година имавме случаи каде што високи функционери на претходната влада на СДС и ДУИ ги тресеа коруптивни случувања, но исто така тие функционери беа и представници на Европскиот фронт. Тука мислам директно на Артан Груби, кој што директно ве посочи вас како Државна комисија за спречување на корупција, како тело кое што не работи соодветно, или во јавноста бевме сведоци буквално со зборовите не ве бива. Од тука истиот функционер Артан Груби беше лице кое што во 2023 година па го тресе овие коруптивни скандали, и од тука е јасно во 2023 година или во оние 7 години од владење на претходната влада, што всушност се случувало, дали воопшто постоело борба со корупција или всушност истите овие лица биле сојузници на корупцијата. Тоа е нешто со кое што особено како влада на ВМРО-ДПМНЕ, како пратеници, како институции кои што ќе бидат оформени во наредниот период и кои што ќе треба да работат во наредниот период, да ги расчистат овие случаи, бидејќи нашата програма беше јасна и нашиот прв столб беше борбата со корупцијата. По она што го забележа во извештајот на ДКСК, беше дека помал број на предмети имате поднесено по собствена иницијатива, но тука пак морам да бидам искрена и да кажам па и дека забележав дека укажувате континуирано и во извештајот, така и во вашите излагања дека се соочувате со проблем од недостиг на човечки кадри. И еве од тука ќе го искористам просторот да упатам и ви до останатите колеги до јавноста дека можеби е тема која што треба да биде дискутирана во јавноста, бидејќи е значаен сегмент Државната комисија за спречување на корупција како тело кое што директно води борба против корупцијата или судирот на интереси. Освен тоа, особено внимание во извештајот ми привлече и оној дел каде што се вели дека се поднесени во 2023 година 28 иницијативи до основното јавно обвинителство, во кој што се вели дека една е отфрлена иницијатива, за другите 27 иницијативи се вели дека се во тек. Тоа што се вели дека е во тек не значи дека е отворена можеби постапка. Потука ми се отвара дилемата дали за овие 27 иницијативи кои што ве се вели дека се во тек е отворен воопшто некој предмет кој што бил поднесен од ваша страна, и дали можеби непостапувањето, бидејќи континуирано имаме во извештајот укажување дека институциите, не само основното јавно обвинителство и останатите институции каде што ги поднесувате вашите иницијативи по оформени предмети, дека не се произнесуваат по истот, односно не оформуваат предмет. Моето прашање е дали основното јавно обвинителство до вас како Државна комисија за спречување на корупција ве известило за тоа дали е оформен предмет по овие иницијативи, до каде е постапката, кое е нивното мислење, или пак сепак значи дека основното јавно обвинителство со молчење придонесува овие предмети да бидат застарени и истите овие случувања кои што вие ги упатувате дека подпомагаат на некој начин да се сокрие корупцијата или предметот да остане
под тепих. Тоа е нешто кое што мислам дека треба да биде отворено пред целата македонска јавност, бидејќи бевме сведоци на низа случувања од непостапување на основното јавно обвинителство. Извештајот е многу јасен, така да во наредниот период ќе очекуваме и одговор на истото прашање, а особено она кое што ме заинтригира во извештајот се предметите кои што биле оформени за време на распишувањето на избори, и од тука конкретно особен интерес покажа и македонската јавност, но еве јас ке прашам дали имате информација од надлежните институции за набавката на хеликоптери од 250 милиони евра, бидејќи целата македонска јавност беше сведок на истото случување. И од тука велам дека не треба да помине ништо зацкриено и замижено буквално пред оние кои што всушност ви го даваат легитимитетот, а тоа е народот. Понатаму во извештајот ќе забележам дека е наведено дека немаме целосен регистар на избрани и именувани лица. Тоа е огромна аномалија, бидејќи јас не би кажала дека институциите немаат кадар или немаат капацитет да ги пријават нивните избрани и именувани лица. Туку може би укажува на некакво си зацкривање од страна на истите институции. Колешката пред мене укажа на некои предлози кои што може да бидат доколку некое лице, доколку некоја институција не ги пријави избраните именуваните лица, но јас би кажала дека треба да тргнеме можеби многу повеќе чекор напред, дека треба да се повика на вистинска одговорност од функцијата за која што се поставени овие лица, да сносат одговорност, па можеби и со оставки за зацкривањето на својот имот или за некаков си може, бидејќи може да се работи некогаш и за случај на судир на интереси. Така да особено е значајно како институција да имате увид во сите избрани и именувани лица за нивниот имот и доколку се работи за судир на интереси за истото да се утврди, бидејќи тоа е еден од начините, прв начин би рекла за борба против корупцијата, бидејќи вашата работа е да извршите увид во оние нерегуларности или доколку постои нерегуларност за поседување на одреден имот. Она кое што не можам да не го спомнам денеска е и одлуката на судскиот совет, која што пред 2 дена ја одби вашата иницијатива за одговорност на членовите на управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители. Тоа го велам сега бидејќи буквално пред 2 дена имавме одбивање на таква иницијатива и во изминатиот период некако имавме низа на случувања со која што се стави во доверба, во знак на прашање довербата на судскиот совет, а бевме сведоци, не баре целата јавност беше сведок дека имавме кршење буквално на изборниот законник, односно поточно на членот 8а, во кој што управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители распишува оглас со кој што всушност се отвара постапка за вработување. И тоа е директно кршење на членот 8а, и јас би рекла дека освен одговорноста која што пред судскиот совет треба да ги повикаме истите овие членови од управниот одбор, би рекла дека согласно толкувањето од изборниот законник, ова представува и кривично дело. Поточно членот 178 од изборниот законник укажува на тоа доколку постои повреда на истото, дека треба да се санкционира. Потука е моето следно прашање, дали вие како Државна комисија за спречување на корупција повикавте на кривична одговорност од страна на членовите на управниот одбор на АСЈО и дали за истото имате информација од страна на надлежните институции, бидејќи навистина вакви тела како судскиот совет ја ставаат во прашање довербата, но ја ставаат во прашање и го ставаат во прашање тоа дали овие тела всушност буквално вршат чин на корупција со тоа што распишуваат постапка за вработување. Сега, за да бидам искрена кон
работата на судскиот совет која што нели ја работи изминативе денови, за која што се произнесува во јавноста, во која што вели дека вашата иницијатива е поднесена ненавремено. Ајде да кажеме судскиот совет исто така што направи ненавремено за да дојдеме до оваа ситуација каде што буквално во време на избори се распишува овој конкурс. За да знае целата македонска јавност, судскиот совет имено има донесено 3 одлуки во 2022 и 2 во 2023 година, со која што се задолжува Академијата за суди и јавни обвинители да распише конкурс за 9-та и 10-та генерација на Академијата за суди и јавни обвинители. По таа одлука на судскиот совет, Академијата за суди и јавни обвинители распишува конкурс за суди и јавни обвинители следствено на бројките кои што судскиот совет укажува дека се потребни нели во наредниот период за нашата држава, па согласно тоа го распишува конкурсот. Од 2022 година до 31 март, ако не се лажаме, рокот за судскиот совет да ја достави одлуката за потребата на суди и јавни обвинители, од 2022 година судскиот совет не ги повика членовите на управниот одбор на АСЈ за тоа зошто досега не е распишан конкурсот за 9-та генерација, а да не зборуваме понатаму и за 10-та генерација на АСЈ. Така да, ова би го оценила како молчење на судскиот совет пред за своите надлежности, а онаму каде што треба да владее правото и правдата во случајов каде што вие имате поднесено конкретна иницијатива за кршење на изборниот законник, гледаме како се оградуваат од истото, не баре било ненавремено, а уште повеќе па еден од членовите на судскиот совет укажува дека и не биле надлежни. Така да тоа е нешто кое што исто така јавноста треба да го знае, бидејќи судскиот совет во неколку наврати молчи за своите постапувања и во наредниот период ќе покренеме прашање за тоа зошто не се огласил за тоа зошто не е отворен навремено конкурсот за Академијата за суди и јавни обвинители, туку бевме сведоци во јавноста за ненавремено распишување на тендери, па измена на закони од електронски на писмено полагање, каде што буквално имаме човечки фактор во ситуацијата. Така да, еве како институција ќе ве прашам директно дали до јавното обвинителство исто така ја побаравте, ја поднесовте и ова иницијатива и дали имате одговор. За крај, не би сакала многу да должам за да не се повторувам исто останатите колеги, ќе се осврнам особено на извештајот на Европската комисија, кој што е најрелевантен за мене и кој што најобјективно ги укажува состојбите со нашите институции во државата, во која што како во борбата со корупцијата, во истиот извештај ни укажува, ќе цитирам сега за да бидам конкретно сватена за тоа колку ни е корупцијата на високо ниво, а тоа е дека во извештајот на Европската комисија во делот за борба против корупција се вели во однос на спречување на борбата против корупцијата не е постигнат напредок. Корупцијата останува распространета во многу области и представува предмет на загриженост. Се зголемија одложувањата и преиначувањата на судењата на случаите на корупција на високо ниво, со што резултираше со застарување во некои случаи. Тука ќе направам компарација со случајот кој што го кажав, дека вие поднесувате иницијатива, немаме одговор за тоа што е направено, па можеби носи до застарување на истите предмети. Во делот за Државната комисија за спречување на корупција, извештајот на Европската комисија упатува на тоа дека треба дополнително ДКСК да го зајакне својот капацитет за поднесување иницијативи пред надлежните органи по сопствена иницијатива и дека многу често заклучоците од извештаите на ДКСК не се спроведуваат од засегнатите страни. Капацитетот на ДКСК да ги провери изјавите за интересите и изјавите за имотна состојба е ограничен, бидејќи податоците не се системски вкрстено проверени во однос на податоците запишани во катастар. Тоа е исто така еден од моментите кои што го поентирав и претходно, а тоа е дека имате да
во извештајот помалку иницијативи поднесени од вас како институција, но отворени сте, искрени дека во вашата институција недостига човечки кадар за истото, така да и согласно извештајот на Европската комисија сметам дека треба да биде исто така тема која што треба понатаму да ја отвориме. За крај само би сакала да кажам дека верен партнер ќе имате во нас како законодавна власт во борбата против корупцијата. Без разлика во тоа што ние се наоѓаме нели сега нашата партија е на власт и истото ни е мотив дури и многу повеќе да го покажеме на дело, односно многу повеќе да влеземе во борбата со корупцијата, бидејќи пак ќе кажам легитимитетот доаѓа од народот. Во нашиот предизборен период како дел од програмата еден од првите постулати беше борбата со корупција и не баре како опозиција бевме сведоци на многу анкети, мислења, истражувања, каде што на секое едно истражување или анкета се укажа дека број еден проблем од страна на граѓаните е токму корупцијата. И многу е жално што особено на последните анкети кои што ги следев, е дека многу е жално што дури и младите како број еден проблем во државата го детектираат проблемот со корупцијата. Не се веќе економски причините заради иселувањето на младите, туку веќе станува број еден проблем од корупцијата. И тоа е многу жално, бидејќи пред скоро време излезе и извештајот на Државниот завод за ревизија, во кој што вели дека сме на 5-то место во Европа по одлив на мозоци. Тоа е исто така нешто кое што исто така треба да биде земено во предвид, бидејќи корупцијата представува рак рана во нашава држава и бидејќи доколку дозволиме истата да владее, ќе останеме без народ во држава, особено тука мислам на младите како проблем кој што ја детектираат корупцијата. Така да сакам да укажам дека ќе имаме ревностна борба против корупцијата, верен партнер ќе имате во пратениците еве како законодавна власт, но исто така верувам дека работите ќе одат многу напред и со извршната власт, а особено со судската власт, бидејќи наша цел не е да се мешаме ние во судската власт и да кажуваме како треба да постапуваат, или да не зборам, во претходно бевме сведоци за тоа како се нарачува телефонски одредени пресуди, туку наша цел ќе биде да ги ослободиме институциите да работат по сопствено убедување, согласно своите квалификации и знаења и да овозможиме непречена борба против корупцијата. Ви благодарам. Благодарам и јас.